Здраво да дојдовте во уште едно видео, каде што во видео ќе разгледаме некои резервни материи кои користат бактериите и некои други клеточни инклузии. Инклузија всушност е еден вид на материи, резерви кои се складирани, кои се складираат како прекурсори од некои биохемиски процеси или пак се внесени како такви. Тие обично се осмоски инертни, нерастворливи во водената среда. Но ајде пред да ги разгледаме полисахаридите. Значи полисахаридите, како што знаеме, всушност изградени повеќе моносахаридни единици, а моносахаридите значи имаме моносахарид кој всушност да не го бележи вака, да го бележиме како што треба да се бележи. Имаме еден моносахарид вака кој е изграден дали од 6, значи може да биде хексоза, може да биде пентоза, може да биде хептоза, значи од 6, од 5, од 7 С атоми и така натаму. И тоа е еден моносахарид и поврзување на вакви моносахариди образува, значи на почеток дисахариди, па трисахариди, па тетрасахариди и така натаму, па образува олигосахарид. И со тек на време, ако додаваме доволно моносахаридни единици, образуваме полисахарид. Значи полисахарид, што е еден вид на сложен шекер, може да кажете. Сега, значи може да се поврзуваат 1,4, значи со алфа 1,4. Нема да влегувам многу зошто и како доаѓаме до тие имиња. Значи ова е ептен нешто воменно, бидејќи не ни е до толку важно, затоа само вака брзо го поминувам, слично како со минатото предавање за протеините. Или пак може да се поврзуваат со 1,6, која најчесто се користи кога имаме разгранување. Сега во бактериите се сретнуваат два полисахариди, тоа се скроб, кој го сретнуваме кај растенијата, и гликоген, што е интересно, бидејќи тој обично го сметат како животински скроб. Гликоген. Значи тоа е многу слична градбата со скробот, но се среќа кај животните. Интересно дека и двете ги сретнуваме кај растенијата. Значи скробот е израен од амилоза и од амилопектин, значи амилоза и амилопектин. Таа обично се сретнува, како што реков, од кај растенијата, се добива преку процесот на фотосинтеза, а глукозата, односно гликогенот кој е изграден исто од глукоза, значи скробот изграден од глукоза која е поврзана со алфа 1,4 и има понекогаш алфа 1,6 разгранување. Исто и гликогенот е така изграден, само што има повеќе алфа 1,6 разгранување. И така да разликата е многу мала, но сепак значајна, веќе не се сретнува кај растенијата. Гликогенот го сретнуваме кај некои квасци, кај некои други габи, а кај бактериите всушност го сретнуваме кај бацилите. Значи го сретнуваме кај бацили или пак го сретнуваме кај различни габи. Еки габите се дел од микроорганизмите, а микроорганизмите ги прочува микробиологијата. И затоа го спомнуваме гликогенот, ама обично не се користи од страна на бактериите. Други работи што акумулираат, например, вака, значи ќе поминам многу брзо, во видео наистина не се задржувам на овие работи многу детално, бидејќи само пробувам да ги поминам, бидејќи не се толку важни. Значи, како што рековме, складира скроб или гликоген, значи скроб. Исто така може да складираат, ќе ги земам цело ресо некоја друга боја, може да складираат липовидни супстанци, значи липиди. Не знам зашто го напишав со латиница, ама нема врска. Како например некој полибета хидроксибутерат, кој се складира за време кога нема кислород, значи поли бета хидроксибутерат. Не го пишам целото, бидејќи комплицирано се пишува. Со маус, и ова се складира кога нема кислород, значи кога се намалува кислородот. Други липиди може да бидат неутралните липиди, кои обично се во внатрешноста на вакуолите, кај квасците или другите габи. Значи неутрални липиди кај габи, ќе речеме. Значи габи.
кои се нарушаваат вакуолите. И полифосфати исто складираат, значи тоа е друга стрелка овдека. Боја е многу слична. Да земе црвена. Значи полифосфати. Поли П. И тие ги складираат во вид на волутински гранули. Значи има вакуола која содржи многу фосфор и тоа е важно за приделба на клетка. Ако нема фосфор во околината, да си има складирано, бидејќи приделба треба да се синтетизира нова ДНА и затоа е важно да се има резерви на фосфор. Исто така, дали фосфорот учествува во синтеза на АТП, ГТП и така натаму. Затоа е многу важен. Може да складираат и сулфур, но во зависност од видот на бактеријата, некои не складираат, некои складираат и во зависност колку има водород, сулфат надвор. Значи ако има повеќе ќе се складира, ако има помалку нема да се складира толку многу. Други клеточни инклузии, например други клеточни инклузии кои се барем интересни кај Bacillus thuringiensis е кристалинот, значи да земеме некоја боја која не искористиме, зелена. Значи земеме зелена боја, имаме кристалин, кој замислите си го како некој кристал, кој всушност е протеински токсин, значи протеински токсин, вака некако, протеински токсин кој се стои како кристална форма, освен кога е внесен, значи кога е внесен од страна, например, гасеници има некој, че има некоја гасеница, и нејзините дигестивни ензими всушност го растварат и го ослободуваат овој токсини што ги уништува овие инсекти. Така на некој начин се заштитуваат овие бактерии од инсекти. И затоа и дел од овие бактерии кои го содржат овој кристал се употребуваат како инсектициди. Значи како инсектициди во земјоделската индустрија. Едноставно ги населуваш овие бактерии врз растенијето и кога инсектите ќе почнат да го јадат растенијето, всушност ги внесуваат и овие бактерии кои се отровни за нив, а не се отровни за човек. Така нема штетен ефект. Друг вид на инклузии се воздушните вакуоли, односно гасовите, значи имаме една вакуола која всушност содржи гас. Значи гас. И сега зашто е тие важни? Да речеме имаме вода, некој ниво на вода имаме. Ајде да го бележам. Ако имаме некој сад, имаме вода. И сега нивото, например, на аерација, на кислород, е поголемо како идеме кон површината, значи се зголемува O2. Исто така се зголемува, например, количеството на хранливи материи како идеме кон површината. Или пак некоја светлина се зголемува, значи ајде светлина да направиме. Значи како идеме кон површината има повеќе светлина, да речеме тука има едно сонце и кое свети и што си поблиску од површината имаш повеќе светлина. Така да има многу важни карактеристики кои зависат од колку си длабоко во водениот столб, а бактериите бидејќи често се наоѓаат во вода, значи често ги има бактериите во вода, важно е значи да си одредат на која висина ќе се наоѓаат. Сега да речеме имаме некоја бактерија, многу голема е направив, да речеме имаме тука некоја бактерија, и таа во зависност каде сака да се наоѓа, например тука или тука или тука, бидејќи секоја бактерија има различна средина во која најдобро се развива, таа може да се регулира, бидејќи има овие гасни вакуоли, во зависност од колку гас ќе ја наполни или ќе ја испразни, со тоа и помага да се регулира на која длабочина да се наоѓа. Значи сака да иде погоре, едноставно ќе додаде повеќе газ во вакуолите, тоа го додава по пат на метаболички процеси, бидејќи најголем дел од метаболичките процеси ослободуваат газови. Ако не и треба ќе го испушти едноставно во околината, ако и треба ќе го стави внатре во вакуолата и ќе се крене нагоре. Така, ако сака да иде во подлабоко, едноставно ќе го испушти тој газ и пак ќе се спушти надоле. Значи ова е многу интересен начин на еден вид движење на бактериите, кој не се одвива по механички пат, едноставно пополнуваат вакуола со газ или ја намалуваат еден вид како подморница. И друг фактор, освен светлината, например, тие што се фотосинтетски бактерии би сакале повеќе на површината, за да извршуваат повеќе фотосинтеза.
Имаме исто топлината е важен фактор, значи исто и топлина со црвена стрелка Т, каде што погоре например е потопло, а подоле е поладно, или пак во зимските периоди каде што доле е константна температура. Значи многу работи може да се регулираат со помош на тоа која длабочина се наоѓа бактеријата, така да овие гасни вакуоли се доста важни. Слични на овие гасни вакуоли се всушност така наречените магнетозоми, кои функционираат на истиот принцип, само наместо со газ. Всушност, да нацртаме, значи имаме една бактеријска клетка и во неа всушност имаме кристали на магнет. Значи, мака ќе го направам да биде пошпицасто да ликува на кристал. Кристал на магнет кој е поставен секогаш наспрема гравитационото поле на земјата. Значи да речеме секогаш е вака исправен. Значи никогаш не лежи во оваа положба, него секогаш лежи во едниста положба. И спрема тоа бактеријата знае, барем тие овие значи се скеат обично каде тие некои бактерии што може да се движат, знае во која насока да се движи. Значи треба да се движи нагоре или надоле, ако сака да иде во длабочина. Бидејќи бактеријата нема очи, она не знае на кај се движи. Она може да се движи странично, така не би знаела дека се движи странично и едноставно се движи постојано во истата длабочина. Така да овој магнет и помага за да знае дали се движи нагоре или надоле. Така за да може да ги регулира истите фактори како примерот со гасните вакуоли. Температура, светлина, хранливи материи, аерација и слично. Така да и овие магнетозоми се многу важни. Тие се всушност инклузии од железооксид. И последните инклузии за кои сакам да спомнам се всушност карбоксизоми, кои нема да толку да се задржиме, може да ќе спомнеме повеќе колку збориме за фотосинтеза. Значи тоа се едни соединенија кои се со протеинска обвивка и внатре во нив се наоѓа ензим, значи внатре во нив има ензим. Тоа е ензимот рубиско, тој ензим всушност е најзастапен во целиот свет, најзастапен протеин, односно ензим, бидејќи се наоѓа во сите растенија кои вршат фотосинтеза, знаеме дека има многу растенија. Тој е потребен за фиксација на CO2, значи CO2 доаѓа од воздухот и се фиксира со помош на тој ензим. Не направам со некоја друга боја. Значи се врзува со тој ензим и се фиксира. И ова го имаме особено кај фотосинтетските бактерии, значи карбоксизоми. И тоа беше се за некои внатрешни структури на бактериите и односно градбата на бактериите. Некои работи нормално беа избрзани, бидејќи нема да ги спомнуваме понатаму и не се од некоја голема важност, ама важно е да се спомнат за да имате представа дека тие всушност постојат. Ќе се видиме во наредното видео.